Дозволете ми најпрв да се заблагодарам на Средното земјоделско општинско училиште Ѓорче Петров, кој што денес по повод денот на пролета го збогатија настанот кој што локалниот вински музеј за регион Тиквешка Вадарци го организира. Целта ни беше да засадиме неколку лозници од винова лоза, поточно од сортата Смедеревка и Картошија, и да ја збогатиме содржината на самиот вински музеј, бидејќи, нели, како што знаете, вински музеј да биде, а да нема винска лоза, сепак, нели, тоа не одговара. Дозволете ми оваа прилика да ја искористам да се заблагодарам и на госпоѓа Васка Мојсовска, директорка на Агрокалем село Тимјаник Неготино, која што ги донираше овие лозници, кои што се надевам дека ќе ја збогатат содржината на винскиот музеј. Исто така, сакам да се заблагодарам и на Средното земјоделско општинско училиште, кои што со нивните ученици, заедно со нивниот професорски тим, направија сето тоа стручно да се изведе како што налагаат, нели, приликите. Васка, дали добро посадија? Да, одлично. Децата се многу спремни. Освен тоа што доаѓаат од наш, нели, крај каде што лозиња се гледа и нонстоп се континуирано со лозарството, тие и веќе и стручно ја познаваа материјата како да ги посадат. Вашата фирма е етаблирана во Македонија и надвор од земјата и продавате расад. Картошија и Смедеревка. Зошто овие две сорти? Значи, овие две сорти се најзастапени кај нас во тиквешијата и сите, некаде околу 80% од лозарите тие сорти ги садат кај нас во тиквешкиот регион, но така беше ете изборот одлучен за ова година. Се надеваме дека и во следните години ќе има и други сорти. Инаку ми беше задоволство донацијата на Винскиот музеј и се радувам на вакви настани, на вакви проекти. Ние како компанија долги години произведуваме лозови и овошни садници и секогаш за промовирање на винскиот и лозниот туризам сме тука расположени да помогнеме колку можеме. Благодарам. Професорке, ќе се зафатат ли овие лози? Па јас се надевам дека ќе се зафатат. До сега би требало. Ова е еден Какво растение е лозата? Па лозата со оглед на условите, лозата кај нас е со години уназад гледана, па може да издржа минус 15 степени Целзиусови. Значи, доста е родна, може секаде, например, да се прифане, барем нашиот, што се однесува до нашиот Тиквешки регион. Мене ми е денеска стварно задоволство што ете стигнат. Успеаме на некој начин да прикажем нашето училиште е носител дел на оваа дејност, значи со бројот на учениците, да се заблагодараме на учениците кои што, например, ги следеа нашите стручни совети. Односно, тоа му име струката ним, тоа име струката ним. Да, апсолутно, ама тоа зависи од професорите. Па да, и од професорите, ама пред се од учениците зависи. Така, точно. Значи, директорка, овде ќе доаѓаме на Свети Трифун да закројуваме, така? Па досега закројувавме на импровизирана винова лоза, а од наредната година ќе закројуваме на винова лоза која што ќе биде овде во Винскиот музеј. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.